Во тој период од декември се до сега ја припремавме оваа сензорна соба, која што, еве јас ќе се пофалам дека е една од ретките која што е направена по стандардите за сензорната соба, значи запазена е квадратурата. Се внимаваше зидовите да се обезбедени со сунгер, кој што исто така не се случува во другите сензорни соби. За жал подот, мекиот под се уште не е стигнат, затоа што целата соба така треба да биде опремена. И обезбедена е со отприлика реквизити кои што чинат околу 10.000 евра и направена е по стандард на Genius. Добра, тоа колешките му знаат. Меѓутоа, исто така оваа сензорна соба имаше и друг дел. Имаше обука на 3 специјални едукатори, со обука која што траеше една година и средствата за обука на овие 3 лица исто така беше од донација, меѓутоа беше од друга донација, не од оваа сега во моментов. И затоа ќе речем дека нашата сензорна соба е комплетно отпремена според стандарди и сензорна соба во која што работат специјализирани терапевти, кој што пак ќе речем не е случај во другите сензорни соби. Морам да истакнам дека да дадам како информација дека сум посебно благодарна на 8 члена од трите клуба кои што 2 месеци заедно со мене напорно работеа да организираат таа донаторска вечер. Посебно сум благодарна на колешките кои што изразија желба додатна таа обука и да го имаме ова и да истакнам дека сензорната соба ќе ја користат сите деца кои што имаат желба и потреба да ја користат сензорната соба од општина Велес, од Чашка и Градско. Во моментов имаме 15 такви деца кои што ја користат оваа сензорна соба, меѓутоа во текот на наредните години ќе биде наменета не само за учениците кои што имаат аутизам или церебрална парализа, ќе биде наменета и за оние деца кои што по денешно време ги викаме хиперактивни деца, односно тоа се деца со намалено внимание и концентрација кои што за жал во годините како поминуваат назад се повеќе и повеќе ги има. Така да и тие ќе бидат деца кои што ќе имаат потреба нели да ја користат оваа сензорна соба. Ова прилика користам да апелирам до следните донатори да можат да обезбедат средства да го опремиме подот и да опремиме еден дел, една рампа од која што ќе бидат закачени 3 улошки кои што исто така се користат за оваа терапија.